Добре дојдовте во процес. Многу забрзано на изненадување на пошироката јавност започнаа подготовките за легализација на маслото од канабис во медицински цели. Веќе е готова и финалната верзија на предлог законот, а сето тоа предизвика реакции кај стручњаците, кај медицинската фела, во невладиниот сектор, кај граѓаните. Токму на оваа тема разговараме со доктор Дарко Костовски, психијатар од Центарот за зависници во болницата 8 септември и Владко Деков од невладината организација ХОПС. Всушност и двајцата сте во невладината организација. Добре дојдовте. Добре најдовте, фала. На поканата не одговорија изготвувачите на законот, така што не можеме да добиеме одговори на некои од суштинските прашања што ги бараме, меѓутоа можеме да дебатираме на нив. Двајцата сте добро упатени во приказната од предходно. Не очекувам да имате спротивни ставови, меѓутоа и двајцата сакам да ме прашам дали што нуди предложениот закон, дали ги исполни очекувањата. Не знам, да почнем на себе. Можеме. Значи, предлог законот се појави завчера на веб страната на Министерството за здравство, така да ние имавме можност само еден ден да го анализираме. И всушност тој не е нов закон. Тука е всушност промени на веќе постоечкиот закон. На законот за опојни дроги, за контрол на опојни дроги и психотропни субстанции. Така што од старт сметам дека е погрешен чекор, затоа што не е доволно јасно што се регулира и на кој начин се регулира. Значи, во овој момент ние за да што сме поинука кога ќе имаме еден целосен закон кој ќе ги регулира сите сегменти кои се однесуваат во однос на медицинската употреба на канабисот. Значи, од производство, преработка, па на самиот канабис преку неговата преработка во лек, начинот на издавање и така натаму. Така да во овој момент овој закон не нуди можност за сите овие работи. И е некоја основа, меѓутоа нема. Тоа е добра основа. Меѓутоа е далеку од она кој што треба да биде. Зошто велам? Значи, прво во законот не е доволно јасно во која форма се легализира употребата на канабис. Зошто? Значи, еве во член 5 вели дека значи со овој член е дозволено производство, промет, поседување и употреба на канабис, канабис смола, екстракт и тинктура на канабис за намени и подуслови утврдени со овој закон. Читајќи го само овој член, значи ние ќе мислиме дека е дозволена употребата на канабисот. И на канабис смола, и на тинктура, што значи и на улје и така натаму. Меѓутоа во еден друг член, понатаму 29, се вели дека конопът одгледан во Република Македонија може да се обработува само во Република Македонија, исклучиво од правно лице кој има одобрение за производство на екстракти од коноп. Што пак мене ми дава за право да заклучам дека нема да има можност за користење на конопот, односно канабис во сурова форма, како што многу често се користи во некои други земји. Значи, моето прашање е дали е вистина всушност тоа дека ќе се легализира исклучиво само маслото од канабис. Ако е тоа крајната цел, тогаш се поставуваат други прашања зошто само правни лица. Тоа е следното. Меѓутоа зошто само маслото од канабис? Да, тоа најчесто се употреба како лек, меѓутоа не е единствено. Зошто? За одредени здравствени состојби и за одредени болести се потребни други форми на канабис. Па дури и начинот на употреба е различен. Кај луѓето кои што имаат, да кажеме, рак на белите дробови, најдобри резултати, истражувањето тоа покажуваат, е употребата на канабис со вапоризирање. Што значи многу поразлично отколку употребата на канабис, на масло од канабис. Тои се некои од клучните, да кажеме, проблеми. Рековте и дека има недостатоци. Има доста недостатоци, значи ќе продолжам можеби уште 2-3 минути ќе одзема од времето. Меѓутоа, начинот на одгледувањето на канабисот, кој што е различен од неговата преработка во да кажеме масло од канабис. Значи е предвидено дека се доста обврски за оние кои што би сакал да се бави со оваа работа, значи да одгледува канабис. И според мене овие се прилично ограничувачки можности и тие можности се всушност следни, тоест обврски. Значи оние кои што треба да одгледуваат треба да има простор ограден со ограда висока најмалку 4 метри, со бринов елемент пред оградата во контури во 3 реда, што значи тоа се посебни бодликави жици, и на крајот бодликава жица над оградата, да има обезбеден 24 часовен видеонадзор над целиот простор, само можете да замислите, тоа се хектари,
и треба да има видеонадзор и да има 24 часово физичко обезбедување. Понатаму, треба да има вработено најмалку 4 лица, од кои најмалку едно лице треба да биде дипломиран фармацевт. Сега ја се прашувам, зошто е потребно дипломиран фармацевт за одгледување на билка? На плантажа. Да, во останатот едно лице треба да биде агроном, односно насока полјоделство со работно искуство најмалку 3 години, и ова е потполно во ред, во однос на, да кажам. Меѓутоа, улогата на фармацевтот во одгледувањето на билката, значи не зборуваме се за преработка на билката во масло, за тоа си посебно си има посебен дел, значи за одгледувањето на канабисот се предвидува да се вработат 4 луѓе. Мене ова ми дава за право да заклучам дека интенцијата на оној кој што го пишува законот е дека канабис може да одгледува исклучиво оној кој што има доста финансиски средства за да може да ги плати овие луѓе, да обезбеди ваков простор со вакво обезбедување, и јас не верувам дека за било што друго во Македонија се препишени вакви безбедносни мерки. Дали е тоа за одгледувањето на афион? Не знам, претпоставам дека за затворите нема толкаво обезбедување колку што се препишува за одгледувањето на канабис. Значи Сакаат контролирано производство, очигледно. Па да, контролираното производство може да се постигне со многу помалку. Потоа ќе нагласам, за мене ова е интенција дека ова може да го прави само оној кој што може доста да вложи финансиски во одгледување. А не е нагласено дека тоа би го правеле фармацевските компании? Не, за одгледувањето воопшто не е нагласено. Има други проблеми, значи кои што се исклучително значени за мене исто понатаму, кој го предвидува законот, а тоа е дека лековите кои што содржат ТХЦ може да бидат препишени од страна на избраниот лекар, доктор на медицина, специјалист по општа медицина, специјалист по семејна медицина и педијатрија, но по препорака од специјалист по неврологија, онкологија и радиотерапија и инфективни болести. Сега, што значи тоа? Дали овие лекови ќе може да ги не може да се користат, да кажеме, за некој кој што има реума или за некој кој што има глауком. Значи, кој што е очна болест. Значи, во законот, ова го прашам затоа што во законот не се предвидени при кои здравствени состојби и болести ќе треба да се дава ова канабисот. Така да, ова е исто доволно нејасно, и за мене најпроблематичен член е новиот член 95 кој што се предвидува во предлог законот, ако што гласи вака: дипломиран фармацевт агроном вработено лице во правното лице кој одгледува коноп, која ќе задржи, изнесе, пренесе семе, расад, лист од коноп наменето за лична употреба, ќе се казне со казна затвор од 1 до 5 години. Значи, оној кој што ќе го задржи ова за негова лична употреба ќе биде кривично гонет, што е во спротивност со кривичниот закон на Република Македонија. Зошто? Затоа што таму единствено производството, купувањето, продажбата или поседувањето со намера за продажба е кривично дело, меѓутоа и не е личната употреба. Значи, задржувањето заради лична употреба само по себе се криминализира и се коси со кривичниот закон. Ете толку за почеток. Доктор Костовски, вие учествувавте во некои од дебатите. Сметате ли дека е избрзан законот, дека по делот околу специјалистичките области каде што треба да биде застапен, дека има пропусти во тој дел, дека треба нешто со подзаконски акти да се вметне? Дали законот е сушност избрзан? Зошто се прави така одеднаш, да не кажам, една конзервативна влада која што до сега имаше игнорантски однос кон сите овие работи, одеднаш сега се сака да се донесе и тоа така? Немаше некои големи јавни расправи. 2-3, колку што ја знам, 1-2. Значи, без потреба да го трошиме времето на некоја генеалогија на настаните, а нема ни да го потрошиме, затоа што самата припрема, со должна грешка од можеби 1 месец, целата приказка во која што јас имам партиципативност, настаните следеа прилично брзо. Тоа беа 2 отворени трибини организирани од Министерството за здравство со присуство и на министерот, со отворени за општата популација, каде што се беа присутни разните целни групи. Не беа најавени на големо, не разбра широк круг на... Па ние кои што на некој начин, од медицински аспект, бевме повикани како лица кои што
работиме на конкретно јас проблематика зависности, а не проблематика на медицинска употреба на канабис. Јас повеќе би рекол дека може би ниеден закон не може во целост да ги артикулира, значи, сите барања и правила, а форсирањето повеќе го гледам во следење на една пракса и охрабрување во еден, нели, може би карактеристичен општествен момент, нели, кај нас, во кој што не е тема и мисија на оваа, нели, емисија, тоа дека 13 земји од Европска унија тоа го имаат веќе направено. Тука го видовме едниот сегмент на иницијација. Вториот сегмент на иницијација, како што беше артикулирано на првата трибина, повеќе потекнуваше од гласноста на луѓето, нели, некогаш ги делиме во целни групи па правиме стигма, кои што го имаат проблемот, кои што го набавуваат маслото интензивно по одредени канали. Тоа беше, значи, аргументацијата на министерството, да го прекинеме набавувањето на отровни принципи, на сега да не вулгаризирам, состави на испуштено улје од кола, па мешавини, па гасеџе за оние лампи што беа, и да го ставиме тоа во некои контролирани рамки каде што тоа ќе може, особено што сме поднебје каде што, нели, таа билка, нели, има добра почва за да расте, така да целата повеќе форсираност ја гледам во можеби припремата на актите. Јас не сум правник за да говорам за тоа, нити сакам дипломатски да звучам на вашата емисија, меѓутоа не консултирањето на моето познавање можеби делумно после ќе дојде до израз, не консултирањето на генераторите на иницијативата, што не значи дека тие сакале да го патронизираат моментот во некој момент. Тоа се луѓе што имале разни проблеми. Тие формирале една интересна група, како суporт група, кои што артикулираат едно многу важно прашање. За мене конкретно, во најважен смисол, околу дефинирање на поимовите, правиме закони, се консултираме, особено за оној медицинско-законски дел, колку и да тие два збора, а и не е дека не одат заедно. Мене конкретно доста работи ми се разјаснија на трибината во кино Милениум, организирана од невладината Зелена алтернатива, каде што може би прв пат почнав да се интересирам, а тоа е многу скоро, јас не знам дали има 2 месеца, нека ми исправат гледачите, максимум, каде што лица, значи не говориме за, обично, нели, веднаш има отпор кога официјални лица треба да добијат искуства од, да речеме, алтернативни групации, непроверени групации, валидизација на еден лек низ регистрации и претходни, нели, истражувања што се неминовни, суверени за да ги добиеме резултатите. Меѓутоа, доктор Хамуш ми се чини дека се викаше, кој што работи во Израел, доктор Пол Хорнби, па и алтернативниот пристап на Рик Симпсон се моментално планетарно, би рекол, концентрирано знаење околу употреба, да не навредам некои индивидуалци што не ги знам во Канада, во САД, во англосаксонскиот, во неанглосаксонскиот свет, кои што и како тоа го прават, меѓутоа овие луѓе вадат студии, вадат истражувања, вградени се индикацијски подрачија и во Израел конкретно и нозолошки ентитети кај што тоа веќе оди како лек, така да не сум многу сигурен колку било продуктивно, еве да не гледаме начелно негативно, пошто и самата оваа забрзана иницијатива е пријатно изненадување, зашто можеби тие луѓе ќе дадоа еден квалитет во дефинирање на медицинските моменти кои што ќе ги растеретеат членовите за кои што легитимно иницијаторите, зборам тука за Зелена алтернатива. Да, тоа е моето мислење околу таа забрзаност, мислам, што можеби требаше да се дополни. Вие не имате ваши идеи, ваш предлог? Да. Околу легализацијата на канабисот. Така, тие поважните моменти? Така, значи, ние вчера одржуваме пресконференција со цел да го презентираме ставот на ХОПС. Зошто го направивме тоа? Баш затоа што Дарко сега што го збореше. Значи, во подготовката на овој предлог закон не учествуваат граѓанските здруженија, не учествуваат граѓаните. Всушност не учествуваат луѓето кои што го покренаа целиот процес. И сметам дека Македонија цело време пати од некаков си таков момент на нетранспарентно правење на законски решенија. А всушност невладиниот сектор секогаш е носител на посебно компоненти, особено сега во овој период. Иницијативноста која што може да се разгледа после, да се извини што индикацијските те прекинав. Индикацијските подрачја. Тука не сум, значи, во мисија ни да ги проширувам, ни да ги стеснувам.
Позитивно е што индикацијските подрачја не се еднаш за секогаш дадени. Значи, сакам да кажам, не балансираме во анализа на членовите, меѓутоа беше кажано, значи од Македонската агенција за лекови, бившото биро за лекови, сега е агенција, дека индикацијските подрачја ќе се прошируваат. Сега, ние можеме да говориме што тоа значи за оние кои што денеска им треба за одредена болест или ентитет. Да, ама тие исти луѓе потоа ќе мора да чекаат да се носат подзаконски акти што малце поспоро оди кај нас. Која е кои се вашите предлози? Вие имате интересен момент кај што предлагате дека секое лице кое што сака, така, може да си... Не секој лице кое што сака, меѓутоа, значи, ние го поздравуваме овој, да кажеме, чекор за решавање на или легализацијата на медицинската употреба на канабисот. Меѓутоа, не го поздравуваме моментов дека тоа треба исклучиво да биде само во форма да правни лица го произведуваат и да не биде оставено на можност да оние лица кои што ќе немаат можност, било финансиска или било каква, да си го платат лекот. Прилично скап. Сигурно нема да биде ефтин. Или оние лица кои што досега сами си го правиле лекот и се задоволни од неговото влијание. Не отвара можност за злоупотребата. Па сега тие лица злоупотребуваат. Значи во многу повеќе, значи тоа повторно ќе бидат контролирани, значи само за да биде појасно и на гледачите. Сакам тоа да се објасни. Да, значи станува збор за дозвола или лиценца кој што ќе може да ја добие пациент, значи тоа не можам да бидам јас или некој човек кој што нема потреба да го користи лекот од канабис, меѓутоа со препорака од доктор ќе може на тоа лице да му се дозволи догледување на, кажеме, 3-4 стебла годишно канабис. Понатаму ќе се има контрола, дали тој ќе си поседи толку, дали е поседил повеќе, дали ги продава или така натаму. Значи строго е забрането продавање, профит, тоа и така натаму. Значи вакво решение законско... Има механизми како тоа да државата да го провери. Апсолутно. Па на низ начин е сега одјудувањето на фионот, а фионот од кој што се прави хероин. И тоа со традиција на една, нели, импресивна фармацевска компанија од Македонија и сосем регуларни законски акти од претходната држава, зборам за СФРЈ. А фионот беше под страшна контрола и тоа не е искуство кое што е кумулативно искуство. Таква ни е почвата сега да него, нели, да биде сериозен разговорот и понатака. Да. И само би додал дека освен овој момент кој што сметаме дека е стварно значаен и веќе почна дел од луѓето кои што го поддржаваат целиот овој процес околу легализацијата на канабис за медицинска употреба, после читањето на законот веќе се прилично разочарани на тоа како изгледа предлогот. А вие го предложивте ли ова на таа јавна? Не, значи прво никој не ме сослуша. Прво ја не бев таму, никој освен доктор Дарко кој што си беше од институцијата, значи ХОПС во ниеден момент не е контактиран. Никогаш, иако ние сме првата организација во држава која што работи, сме биле членки за изработка на национална стратегија, не само тоа, туку еве конкретно и јас сум член на форумот за дроги при Европска комисија во Брисел. Значи секој документ кој е поврзан со дрога, а го носи Европската комисија, јас го читам. Значи давам мојата улога е со овој одавна. Меѓутоа во Македонија улогата на ХОПС воопшто не се ни гледа како Совет одавна. Значи таа разлика која што ние сакаме да ја направиме со... Не им требаат совети на изготвувачите. Да, ама не мислам, освен за медицинскиот дел, за останатиот дел не мислам дека експертите за тоа како треба се регулираат канабисот, па и останатите дроги во Македонија, експертите не се во институциите, туку се во Сдруженијата на граѓани. Жалам што ова морам да го кажам, така, но може би мисла дека сте премногу радикални, не знам. Па не, јас мислам дека оваа ситуација е прилично радикална. Радикална е ситуацијата каде што има толку многу граѓани на Македонија кои што го купуваат на црно, кои што во тој целиот бизнес се вклучуваат и криминални групи затоа што гледат пари во тоа. Тие пари понатаму од продржбата на канабисот се користат за други нелегални активности, што само поинаку би било кога тоа би било нелегулирано. Сакам само да се навртам на нашиот предлог уште за една работа која што сметаме дека е клучна, а тоа е дека канабисот за медицинска употреба не треба да биде доставен исклучиво само како улје, туку и во различни форми. Ја и на почетокот спомнав затоа што при одредени болести имаме различна потреба
и во различни начини на употреба на канабисот. Така да ние сметаме дека треба да биде дозволено и за вапоризирање, во капсули, за пушење, во форма за јадење и секако во форма на масло од канабис. И на крајот не треба да биде условено, иако тоа не го видовме во законот, меѓутоа се слушнаа некакви си моавети, не знам колку се точни, дека употребата на канабисот ќе биде условена со некакви си веќе конвенционални медицински пракси или третман. Што ние сметам дека тоа не треба да биде така. Потом кажа, не знам колку е точна информацијата, меѓутоа сметаме дека канабисот сам по себе, тоест масата од канабис треба да се биде суверена терапија и да не се условува дека ќе се даде после употребата, да кажеме, на хемотерапијата. Значи, граѓаните треба да имат право на избор и тоа е согласно и со нашите закони и со нашиот устав во однос на изборот на лекот. Значи, не може да биде условен лекот. Не знам, во делот околу пушењето, доктор Коставски може да каже, истиот ли ефект го дава маслото и пушењето? Затоа што тука имаше многу дилеми дека не е исто. Не, апсолутно. Медицинската употреба на канабис во принцип, кој што не е заштитен и дестигматизиран од со, да кажам, салонско заштитување во однос на сатанизацијата на целата билка низ изминатите, па ја би рекол и повеќе децении, некаде од 33-та година. И сега се тоа исто така, нели, моменти зашто и како тоа било, мислам не е предмет на емисијата. Значи, кога го говориме пушењето, значи го говорам пушењето во рекреативни, значи цели, и изимање на маслото се добива низ хемиски процес на декарбоксилација, на кој што начин станува хемиски активно заврзување на рецепторите и на тој начин се искажува, се добива лечебниот ефект. Значи, оноа што е карактеристично, бидејќи тука се отвараат многу прашања, а тоа е соодносот на активните принципи, односно канабиноидите, флавоните и терпените кои што се наоѓаат во билката. Јас лично не сум експерт по, значи, фитофармаколог, меѓутоа од интересите врзани за популацијата со која што работам, на корисници на дрога, навиката на употреба на канабис ме мотивирала, нели, да на некој начин нормално знаеш нешто за тоа, така да во таа смисла сакам да кажам дека оноа што е за сега карактеристично е што и малкуте студии врзани за ентитетите, нозолошките ентитети, за болестите, ја даваат визата, дури студиите некои се во финална фаза, а веќе во 13 земји на Европска унија се наоѓаат, како што рече и Владко, не само маслото, него и другите форми, значи сува материја, тинктура, значи алкохолен раствор. Во контекстот на законот се предвидени три форми, значи едното ќе биде со 0,2% ТХЦ, на тетрахидроканабинол како составен дел од, нели, растенијето канабис, му се препишуваат психоактивните, нели, дејства. На CBD, на втората, на канабидолот, значи канабидиолот, нема психоактивни, значи, ефекти. Оние ефекти од кои што се плашиме, кои што представуваат во медицинска употреба нуспојави, а кои што мали ефекти па при рекреативната употреба се причина за релаксирачки момент. Јас во неколку наврати, без да ме сватат здруженијата за промоција на рекреативна употреба, не сакав да ги минимизирам нивните иницијативи и гласност околу медицинската употреба на канабис, бидејќи тука поставуваме едно друго ниво. Тоа е колку рекреативното пушење на канабис има седативен, смирувачки, хајде да речеме антидепресивен ефект врз популација која што не го користи за канцер, не го користи. Значи во еден ритуално, да. Значи сакам да кажам дека во тој смисол нема да речам дека работата е во повој за билка што повеќе илјади години се користела во лечебни цели, бидејќи тоа би било непочитување на минати генерации, истории, цивилизации и така натаму. Меѓутоа реактуализацијата на употребата на канабис е гласност на популацијата која што го користи без разлика дали било дефинирано или не. Законските процедури тоа го леснуваат, а добрите законски процедури го прават да луѓето го добијат она што треба да го добијат. За индикацијските подрачја исто би кажал, али може покасно. Тоа сакам да прашам, да. Светот полуде по маслото за канабис, веќе стана и бизнис на некој начин. Тоа исто треба да го продискутираме, да. Понатаму ќе продискутираме. Во разни форми го има, јас последно што читав е и дека мастики
за џвакање. Тоа може. Веќе се прават некаде во Холандија и чекаат веќе дозвола од релевантни фактори во делот на епилепсијата. Различни студии има за некои велат дека лечи рак, други велат не толку многу студии се други уште, велат дека само ја намалува болката, трети велат дека многу ефекти има на епилепсијата. Колку маслото од канабис има ефекти во психијатријата? Или може да наштети некаде? Конкретно, значи Од она што го знаеме, нема од постоечки студии, ако нема може. Ако доволен или од број на пракса. студии, нема доволен број на студии кои што биле спроведени по правилата за спроведување на студии со одредени карактеристики. Студиите траат долго, значи од најмногу почеток 3-4 до години, да. и повеќе, да, и до регистрацијата која што исто долга. Психијатријата со своите ентитети е специфична, не е поспецифична од другите, нели, специјалности и болести во другите специјалности, меѓутоа во однос на тоа што ние во праксата имаме добиено клинички случаи на фармаколошки развиена психоза, меѓутоа ќе акцентирам, во тој случај ние не говориме за листови или стебла кои што се канабис сам по себе, туку тоа се третирани со дополнителни, значи хемиски супстанци, дури некогаш и агрохемиски супстанци, што е страшно, или со ликвидни форми на халуциногени, за да во продажбата на сцената се дилерот промовира и да едноставно, од таму, знаеш како ме откачи. Нормално морам малку да цитирам. Тие халуциногени ефекти се непријатни за самата индивидуа кога се појавуваат и некои од тие, значи млади луѓе или општо завршуваат, нели, на психофармакотерапија која што треба да ги редуцира тие психотични симптоми како такви. За лечебно дејство, моментално, будно сакам да пратам моментално 2 програма во Канада, спроведуваат програми за намалување на штети кај давање на масло на канабис кај пациенти кои што се на метадонска програма. Сега тука ќе се отворат многу, нели, дилеми, па други рецептори се, па како. Би било многу обременување стручно сега да јас говорам за трансмитерите и немам намера, значи, да оно што го работам го промовирам како некоја голема доблест. Тоа е многу интересен момент. Особено е интересен моментот што веќе во помалите, значи да кажам, дозирање на дневната доза на субститутот, ние можеме да направиме субституција на метадонот со масло од канабис, значи би било нереално очекување да пациент на висока доза метадон, над оптималните за ситување на рецепторите, ние го ставиме на масло од канабис. Ние нема да ја разрешиме абстиненцијалната криза како што треба. Меѓутоа, во процесот на детоксикација, односно на намалување, долготрајно намалување, значи на пожелба на пациентот и други услови се тука исто така битни сега, да не е емисијата за профилите на третман на опијатска зависност, така да тоа е дел од, кај нас е се уште, нели, адиктологијата, дел од психијатријата. Постојат искуства, ама тие се повеќе искуства во вид на природни експерименти, на релаксирачка улога на пушењето на канабис кај луѓе со посттравматско стресно расстройство. Тука пак се отвараат многу прашања, нели ги кркаат со амфетамини, им даваат психоактивни супстанции на боиштата, војните се посурови, супстанциите се појаки. Штетата. Така да во природен експеримент вие ќе имате бројни лица кои што учествувале во воени дејствија и што биле жестоко изложени на дехуманизирачка хемија, кои што на крајот во прикрајакот на својот мир во релаксацијата на мирот, едноставно ќе речат: па јас не би сакал да зимам, можеби диазепам, мене ова убаво ме смири, јас заспав. И тука се отвараат прашања. Каде се набавува, со кој квалитет, со која чистота, дали потенцијалот за психотичност. Така да не ви одговарам не конкретно, меѓутоа за разлика од другите специјалности, кај што имаме 60 студии, тоа беше кажано и на една од трибините, за мултиплекс склероза, кои што даваат ефект на релаксација на грчот како симптом, кај што, како што беше кажано од представниците на онкологија, дека кај ситноклеточен карцином на бели дробови еден фактор на раст се инхибира. Само го наметнувам ова, не сум во таа специјалност да можам подлабоко да го коментирам. На крајот на криштата, гласноста на луѓето што имаат проблем. Ние можеме, за да бидеме реални, да кажеме дека е точно дека на интернет се само позитивните примери, значи се присутни. Меѓутоа, кога една појава
се во потреба по лек, значи ние говориме за потрага по лек. Така, Е толку присутна, гласно се зборува, добро е да. што разговараме за тоа. На крајот на криштата, без да бидам погрешно сватен, мислам дека фармацевските компании со целата софистицираност на лабораториите, можноста за амплификација на активно дејство на лек, можност за намалување на активно дејство на лек, можност за разни ексипиенти кои што го чинат лекот, имаат многу мала задача за нив да изработат доста форми на соодноси. Значи, една форма волку терпени, волку флавони, волку CBD во однос на THC, овде имаме повеќе, и да на крајот на криштата со тие валидни студии кои што се нормални процедури за регистрација на еден лек до употреба, значи тоа не рековме долг процес, ја демистифицираат оваа појава. Ова сега тука има малку интелектуален пристап На без крајот на потреба. краиштата, А што ќе прават луѓето во меѓувреме? Па луѓето во меѓувреме си зимаа улје и без да ги чекаат студиите. Мислам, што да ви кажам. Тако беше случајот со вакцината против ХПВ, па на крајот на криштата беше испитана со 3-4 години клинички студии со употреба во 3-4 земји, Македонија меѓу првите е увезена. Прилично скапа вакцина. Сакам да кажам дека целата приказка, кога е премногу емоционално обоена, го регрутира активните хемиски принципи на билката канабис, сатива канабис индика, и третата ќе се сади во Македонија како панацеа за очекување луѓето кои што се во состојба на инстинктивно спасување на својот живот да нешто гледаат како лек. И ние Макар како плацебо. И ние можеби сме во еден бустиран, емотивно, емоционално обоен момент карактеристичен, посебно емоционално обоен, бидејќи луѓето не е потребен лекар за тоа да го каже, го бараат своето чаре. Ние треба да ги охрабриме на вистински начини, а веќе говориме за една приказка која што има приличен интензитет. Па знаете дека се пие вода, варова вода се пие интензивно, како да не ја дефокусирам сега дискусијата. Едно време петролеумот за оние ламби на газие се употребуваше против канцер. Во мој рад се имав 87 година полски препарат, пазете, во една социјалистичка, ригидна Полска, во Варшавскиот договор, како одреден вид на адјувант од полска аптека со оние карактеристични пакувања тогаш за источниот блок на петролеум, кој што луѓето го пиеа. Значи, ние не е дека од дрвјата не ја гледаме шумата. Може би тоа ви е наредно прашање, али може би интересно се спомне и опасноста од регрутирање на нови луѓе што ќе имаат навика, али може би тоа сакате покасно да прашате. Сакам да го прашам Деков, сепак е Балкан ова. Дали може би во сета оваа работа некој гледа и златен рудник, затоа што и алтернативната медицина сега е во голем подим и во судир со фармацевските компании. Па очигледно дека тука битката ја добива фармацевските компании. Барем јас така гледам на целата работа. Во овој дел? Апсолутно, и во Европа. Во делот на финансискиот момент? Па баш тоа за финансискиот момент, затоа што улјето од канабис ќе го правиат фармацевски компании ќе го прават, ќе се продава најверојатно во аптеки или во специјални Ама се велиме најверојатно, не е прецизирано. Не е прецизирано во аптек. Да, меѓутоа во законот не е прецизирано. Кој ќе го произведува, може би ќе се јави некој... Може, да, ма секој некој треба да има лабораторија, да. Бизнисмен може да стои за сето стоја, ќе така. работи фармацевти, да кажеме, не знам. Јас лично немам проблем тоа што ќе го работи фармацевска компанија за улје, да кажеме. Меѓутоа, нашиот став е токму тој дека не исклучиво само фармацевска компанија може да влезе во овој бизнес. Затоа што видите, посебно кога стана збор за улјето, тоа е понова форма на продуктот канабис. Меѓутоа, употребата на канабисот во здравствени цели влече историја долги илјадници години. И сега ние не се повикуваме на традицијата и на на таа традиционална употреба и на препораките генерацијски од еден човек на друг. За водење на вистината во Македонија тако нешто не можеме премногу да најдеме, меѓутоа во светот постои, посебно во Азија, во Африка, каде што илјадници години во Кина се користел како лек. И за такво нешто да се регистрира само да биде во собственост на една или две компании, за мене е прилично проблематично. Исто ми се постава прашањето, за која друга билка
се бара толку многу клинички испитувања. А има и како психоактивни билки кои што не се регулирани, не се ставени во забранените супстанции. Знаете, на месечно ниво се зголемува бројот во ЮН на психоактивни супстанции. На месечно ниво листата, како на дополнување на тоа што го кажуваш. Инаку, она Дарко што во слободна продажба. Да, во слободна супстанции што може да има таков потенцијал. Само го надополнувам тоа што го кажуваш, да. Одредени, не знам, типови на дезодоранси и така натаму. Меѓутоа тоа е друга тема. Инаку кога станува збор за она Дарко го спомна дека ќе се легализира она до 0,2% дека за кој што нема да има потреба рецепт, кој што не е наведено во предлог законот, морам тоа да го потенцирам, инаку јас го слушав и го читав. Не е наведено, али кажано е 3 форми, значи а оние кои што ќе бидат со рецепт индикацијски подрачја ќе имаат соодност на CBD и ТHC. Макар некој се заборава. Значи 3 форми ќе бидат, 3 форми. Друго сакам да кажам дека тоа всушност не е ново за оваа подрачја, во Југославија. Значи во Југославија се одгледувала тоа е стварно збор за индустријски коноп. Значи и било дозволено до 0,3% ТХЦ, сега е 0,2, инаку насекаде околу нас каде е дозволено индустријскиот коноп е 0,3%. Меѓутоа да не навлегуваме. Значи тоа е нешто кое што постоело и во минатото Југославија била најголем производител на таков коноп во Европа. 25% во 1948 година. Од европското производство на индустријски коноп било во Југославија. Ние сме дел од нашите родители, многу добро знаат дека носеле облека од коноп, јажиња се прави од коноп и така натаму. Значи, не е нешто ново кој што сега се воведува со овој закон. Се појавија доста, читам и гледам и во Србија лажни масла. Токму тоа е причината зашто треба да има закон. Ајде што нелегално се купува, се внесува, не се тоа е најголемата придобивка од оваа регулатива. Тоа и го спомнавме преска, нели? Кај што има токсични материи од тоа, мислам, кај што има материи што ќе... Да, луѓето во потрага по собственото здравје или борбата за живот буквално пробуваат се и сешто. И тоа го искористуваат разни други луѓе, криминални групи и така натаму и продаваат она што ќе го направат, а луѓето не знаат што купуваат. Цената е прилично висока. Па во руморите на луѓето да речем на страдалниците, сите сме ние потенцијални страдалници, нели? Сите сме ние пациенти, уствари, сум потенцијални. Така да не е, тоа се високи. Сега со најавите за можноста за легализација на маслото од канабис на почеток, тоа беше некој пред најави имаше пред некој 2-3 месеца така, интензивно се работи 1 месец. Се им даде надеж и радост на една друга група, тоа се активни корисници на марихуаната во рекреативни цели. Имаат ли причина зошто тие да се радуваат ако се легализира маслото од канабис? Да ги расчистиме тие работи. Значи јас не би бил чесен ако во текот на 30 дена правам битна измена на моја изјава во медиски карактер. Значи, медиски карактер имаше и трибината на Министерството. Корективноста е во тоа дека голем дел од рекреативните уживатели на канабис и самите се соочиле со состојби кои што успеале да ги подобрат, симптоматски да ги разрешат, а тоа се болести. Така да тука го споменува моментот дека искуственото конзумирање на самата субстанца, сцената околу сето тоа, да речам набавката и така натаму, биле составен дел да тие бидат и исто така промотори. Оно што јас сакав да го направам како дистинкција во мојот исказ, бидејќи и мојата улога како психијатар што работи на полето на зависности, во тој контекст на таа трибина, всушност беше токму тој фокус. Колку ќе се генерира, стимулира и во негативна смисла зголеми бројот на корисници на канабис со легализацијата на маслото на канабис. Никогаш не можете да имате толку препотентен, екзактен и би рекол ригиден став околу тоа дека нешто нема никако да се случи. Можете да го искористите своето искуство како обсервација, како работа и да формулирате одреден став. Токму тоа сакам да го споменам сега.
И мислам дека е многу важно. Да, искуството на корисниците за рекреативна употреба на канабис во смисла на самоперцепција нивна и во смисла на комуникација со медицинските служби, прво тие негираат дека имаат проблем со употреба на психоактивна субстанца. Литературите од претходната држава и поновите литератури со сите мерливи елементи на промена на психичките функции покажуваат дека канабисот, односно ТХЦ, активниот принцип тетрахидроканабинол, го стимулира допаминот и центарот за награда, и тоа пријатно чувство, кое што се јавува како одреден психоактивен ефект, нели, 10 секунди брзо преку белодробната циркулација на едно забавување, на зголеменост на, нели, перцептивност, на намалување на зголемување на осетија, намалување малку на концентрацијата, е благопријатниот ефект ради кој што рекреативните корисници го употребуваат, значи, канабисот. Меѓутоа, тука стои и една група на луѓе кои што имаат симптоматска употреба, да заради одредени, значи, психолошки, интрапсихички, значи, проблеми и доживувања, канабисот им делува благопријатно. Карактеристиката на сцената, сега веќе сме во време, да сме 93-та година, ова би бил, значи, многу потентен исказ од моја страна. Сцените веќе во социолошкиот контекст, тој е моментот што не идеме паралелно со социолошките контексти, да не свати по-конзервативниот дел од публиката дека социолошките контексти ќе генерираат штетни однесувања и само зашто сега тоа така треба да биде. Ритуалната употреба. Тој момент сакам. Ритуалната употреба не внесува истиснување, малку ќе вулгаризирам, од набавениот дозер или формата на потентната компанија што ќе го произведе, за да се земе една капка од маслото и за да се чувствува убаво. Одговорно тврдам дека нема да има, кога ќе речам сигнификантен, солидните луѓе ќе речат несигнификантен, нема ниеден не треба да почне да користи улје од канабис само затоа што ќе биде тоа достапно. Рекреативната употреба е процес од многу подпроцеси. Ритуалот се доживува. Вулгаризирано би било и стигматизирачки за таа група. Од процесот на набавка, до процесот на собирање на друштвото, до релаксацијата и после атмосферата, после самата употреба. Така да јас се уште и одговорно, спремен сум за контрааргументирање, велам дека легализацијата на медицинската употреба на канабис нема да го зголеми бројот на луѓе што имаат развиено навика од канабис. Која е карактеристиката на навиката од канабис? Ова не е минимизирање на психоактивниот ефект. Многу добро рековме, кај генетски преиспонирани луѓе, кај луѓе во актуелна состојба на психолошка дисторзија или расстройство, може да даде халуцинаторни доживувања, може да даде, посебно ако е третиран со дополнителни, значи, субстанции. Тука немаме двојба. Овердозирањето од канабис постои кај луѓе со преиспозиција за психолошки доживувања, тоа ќе биде ургентна психијатриска служба. Кај луѓе кои што малку претерале, како што вие може да претерате и со, нели, одредени храни, тоа значат ургентни служби и гастроинтестинални тегоби. Ова пак не е амнестија, нити олеснување. Меѓутоа, одговорно, физичката зависност од канабис не постои, психолошката зависност постои, но никако со таа неодложна потреба и емоционална, просто компулсивна потреба како што е тоа кај кокаинот и како што е изразената психолошка зависност кај хероинот. И сега пак може да морализираме. Овој психијатарот вика дека ова не е штетно, каква порака праќа до нашите деца. Не, психијатарот не напишал книги, јас сум сервисен психијатар, не сум научник, него кажува тоа што го имам прочитано. Значи во таа смисла ние имаме проблем со морализацијата. Фактите околу некоја субстанца која што е сатанизирана и ставена во одредена група, некогаш прават сатанизации што прават да бидеме надвор од реалноста како таква. Тоа се карактеристиките на канабисот. Ние можеме да говориме дека е многу поопасно за една млада урбана група на луѓе да компулзивно го набави кибритчето за 2 џоинта и да дојде во контакт со органите на прогонот и за да се тие 2 џоинта заврши многу месеци во казнено-поправните установи според законските процедури и да таму научи уште 4 занати поврзани со лоши дејства, кои што ќе им направат да од месеци години завршат таму. Ние можеме за тоа да збориме, треба да има правник, затоа што не се осеќам валиден тука.
Така да во таа смисла одговорно тврдам дека медицинската употреба на канабис нема да регрутира луѓе што не е интересно. Јас знам дека времето е ограничено. Јас бев случајно, уствари не случајно, имав среќа да присуствувам на првиот месец на воведување на диацетилморфинот, односно хероинот, како harm reduction програма и субституциона терапија кај во Амстердам, во јавното здравство на град Амстердам. Тоа ви исто како во центрите кај нас во Кисела вода во 8 септември, да воведеме програма со медицински хероин во вид на цигара. Имав привилегија да разговарам со дозвола на докторите, пошто бев вклучен во нивниот тим на еден работен тренинг 99 година. Јас го прашав тој корисник, како ти сега се чувствуваш? Корисникот рече, мене ми овозможија да јас го добијам оноа што се вика често пати, дај му ја на зависникот дрогата што ја сака, без вулгаризација. Меѓутоа, знаете, вика, убаво спакуваната цигара на диацетилморфин со одредена концентрација, вика, пошто метадонот кај мене, вика, не функционираше, јас нема да имам кризи кога излезам од тука, меѓутоа јас го немам оној адреналин кој што значи набавка на хероин. Токму овој пример сакам да го искористам компаративно и да кажам дека нема да имаме регрутирање на млади луѓе кои што ќе зимаат од орманчето каде што се наоѓа, нели, формата на запакуваност на лекот како некаква си појава. Младите лица и рекреативни го бараат ритуалот, а тоа спаѓа и во една зона која што и не е предмет на емисијата, неформална употреба на дроги, ама тоа е нешто. Само колку според за ова, мислам дека Дарко е потполно во право. Тоа би било исто како некои луѓе кои што пијат алкохол, сега нема да пијат алкохол затоа што го имаат 80-90% шпиритус и така натаму. Јас не познам човек кој што пошто екстрактот од канабис споредено со еден испушен џоинт е такво влијанието. Мислам, да, зависи колку ќе се земе, меѓутоа стана збор за екстракт, многу е појако. Така да во тој контекст легализирањето на канабисот, во конкретниот случај улјето од маслото од канабис, мислам дека воопшто нема да влијае да генерира, не, напротив, ритуалот е битен. Пушењето, друштвото и така. Многу од да не биде многу од корисниците имаат и можеби една неформална, меѓутоа едукација во која што не сакаат да се загрозат. Значи покрај ритуалот што екстензивно го опишав, тука постои моментот на тоа дека амплификацијата на концентрацијата на самите активни супстанции е таква да никој можеби нема да сака и да се загрози. Али пред се мислам дека ради претходно кажаното нема некои отпори кај дел од лекарската фела кои што велат да, ние се изгоревме во еден период кога беше актуелен метадонот, верувам, трамадолот, верувам дека и уште е, и се создаде една, не знам, солидна бројка на зависници кои што... Која смисла бил, трамадолот бил актуелен ради лоши регулативи кон одредени аптеки, кај што можел полесно да се набави од аналгетици, како што е, да речам, аналгинот кој што не е опијатен аналгетик. Тоа е стравот да се создаде една... Тоа се темните епизоди на генерациите на опијатски зависници кои што го имаат достапен трамадолот. Тоа се прашање што треба да се адресираат, да не ме сватите погрешно, на многу други структури во изминатите децении, особено 90-тите како жестока и мрачна деценија на создавање на опијатските корисници. Така да тоа е веќе нешто. Сега да ве прашам, дали ќе предложите, како невладина организација, едукација во овој дел на младата популација, да кажеме, да знаат што е мазна од канабис, што е во рекреативни цели, а пред се дали ова би значило влез на мала врата на легализацијата на марихуаната во рекреативни цели, така малку свеста да се навикне. Не, мислам дека насоките се стриктни, мислам дека ставовите се јасно кажани, а понекогаш се добри јасно ставани, мислам кажани ставови. Можеме да елаборираме дали се добри или не. Значи, јас не сум креатор на законот, јас говорам како граѓанин на градот и некој што имал од својата работа искуство да земе парцијално учество во целата оваа приказка, нели, во рамките на овој изминатиот месец и пол.
Едукацијата секогаш е важна и тоа пак ги отвара моментите на примарна, односно на одреден вид на превенција што треба да биде урбано дизајнирана, не да биде со стравови презентирана. Така, по примерот на западните земји, Значи, како сексуалното образование што се предлага да биде. Оно што е многу поважно е дека заштитата, а пак ќе кажам без да се негирам себе, и можностите и подобрување на процедурата за медицински канабис е доста еластично разгледување на новите индикации. Значи да не говориме дека стручната комисија, профилирано создадена од лица од одредени специјалности, фармаколози, значи представници на фармацевски факултет, едукативен кадар, едноставно има еден динамичен однос во следење на студиите кои што ќе доаѓаат, пошто пазете, јас не заговарам копи-пейст, значи копи-пейстот не секогаш е етнопсихолошки применлив во нашиот контекст. Меѓутоа за оваа работа добро е да ако веќе нешто изработено, можеби не веднаш да се примени, него да не се трошат чекорите кои што таа изработка би правила да ние ги трошиме тие чекори кај нас во однос на ургентноста, на потребите на луѓето, така да во таа смисла едукацијата секогаш, меѓутоа едукацијата на младата популација и не треба сега наеднаш да се амплифицира затоа што се декриминализира масовото за канабис. Таа треба да биде континуиран процес, така да во таа смисла мислам дека тоа мора да оди без разлика дали нешто се декриминализира или не. Малата врата потекнува од гласноста на здруженијата кои што ја подкрепуваат иницијативата за рекреативна употреба. Јас не ставам метална преграда измеѓу тоа. Мотивацијата на луѓето и нивните значи и барањата што они ги адресираат, па и према човекови права не се помалку важни од оваа друга популација. Од емоционален смисол, луѓето со тешки болести, се уште не решливи за ортодоксната медицина, го адресираа ова. Овие други луѓе, тоа веќе ги отвара многуте прашања, етнопсихолошки контекст, конзервативен пристап кон тоа, кој што ќе каже. Меѓутоа јас тука тоа би го адресирал примерно, како што и преска кажав, во судските, значи во пеналните постапки како такви. А тоа пак не значи пушти ги нека дуваат, не е ни важно, не е толку штетно како хероин, кокаин или ЛСД. Не е така просто, не треба со такви тесни контексти да се тоа гледа. Јас би сакал да го апелирам поимот на дозволено количество и да нашите законодавци, прилично зафатени во дадениот период, во едно широко искуствено контекстно гледање, а не со копи-пейст пристапи на позитивни пракси и искуства. Португалија, Шпанија, холандскиот модел, пак ќе кажам, не целосно копи-пейст, да го разгледаат тоа дозволено количество. Придобивките ќе бидат неброени за младите луѓе. Јас само да знам, ти беше во право во почетокот дека за најголемиот дел од ставовите веројатно ќе се согласиме, така да само би додал дека исто сметам дека воопшто нема да овој закон нема да влијае во однос на да биде као мала врата за рекреативната употреба на канабисот. Единствено што мислам дека ќе се случи тоа да има малку повеќе ќе се дестигматизира супстанцата, тоест канабисот. Ќе има влијание. Апсолутно, мислам дека луѓето сега, пошто до сега беше строго забранета супстанца, а сега на канабисот ќе почне да се гледа и на друг начин, значи освен супстанца која што е многу страшна, која што за волја на вистината и не е, ако се погледат одредени истражувања правени, ќе се види колкава е штетноста од дедни супстанци кои се легални, колкава е од канабисот, меѓутоа нели тоа е друга тема. Мислам дека тоа ќе има влијание да во некое идно време се разговара и за ослободување или законска либерализација во однос на рекреативната употреба на канабисот. Меѓутоа самиот закон ваков како што се воопшто не дава простор за такво нешто. Затоа што е закон стриктно за ентитетите. На крајот на криштата, знам дека малку јас така ние поише збориме психијатрите, може јас би сакал да кажам дека можеби не се сеќавате и тоа е чисто го кажувам како една гротескност, не како некоја навиена популаризација. Лично имав јакна од индустријски коноп од продавница Карши Кино Вардар, па тогаш многу не се збореше зашто таа продавница, тоа се некои средни 90-ти години. Веројатно од економски причини продавницата не успеала ради бизнес, нели, амбиент, да не говориме дека во тој смисол без некаква промоција, не сум стручен за да говорам, меѓутоа во презентацијата во Кино Милениум исто така беше спомнато
молам технолозите и петрохемичарите да ми простат, мислам, за моето незнаење, дека и октанскиот капацитет на биогоривото од оваа билка е доста потентен и доста поголем него од репката, што е како такво. Така да широкиот контекст значи да оноа што ради некакви причини, да немаме лоша енергија, 33-та, 40-та, било стигматизирано, да видиме, значи да го разгледаме позитивниот ефект. Значи, еве, ние говоревме за многу уски, нели сензитивни, затоа што нели ТХЦ-то де факто го менува човекот, односно има можности во технологијата, а веројатно се други емисии, други атмосфери во однос на тоа зошто е тоа спречено или зошто тоа не се користи, така. Мислам, тоа е. Може би ќе им дадеме мотив да размислате за тоа понатаму. Ви благодарам. Благодариме.